Пердика први нема да биде основач на македонската држава, а ќе изостане и делот дека основите на македонската црква ги поставил апостол Павле. Овие промени ќе мора да ги претрпи новиот учебник по историја за 600 оделение, бидејќи така се договорија историчарите од комисијата. Овој текст за кралот Пердика први ќе го нема во новиот учебник. За основач на македонската држава се смета кралот Пердика први, кој владеел кон крајот на 8-миот и во почетокот на 7-миот век пред нашата ера. И лекцијата за апостол Павле ќе претрпи големи промени. Сегашниот текст дека откако стекнал доста приврзаници, апостолот Павле основал христијански општини кои биле првите христијански заедници во Македонија, но и во Европа. Ќе го има и во новиот учебник, ама без Македонија. Ќе изостане и делот. Апостол Павле со првите христијански општини во Македонија ги поставил основите на македонската црква. Комисијата смета дека се неосновани сугестиите за институционален континуитет помеѓу мисијата на апостолот и средовековните црковни структури што постоеле на територијата на денешна Македонија, па и ова не ќе го има во новите лекции за 600 оделенците. Лекција за апостол Павле има и во 7 оделение, за чии промени се уште се преговара. Според овие препораки и лекцијата во 7 за Охридската архиепископија ќе треба да се промени бидејќи таму пишува дека македонската црква има свои корени во ранохристијанскиот период. Препораките велат дека попрецизни мора да бидат и историските карти на античката македонска држава и да се соодветствуваат на конкретен временски период, кои сега се представени како Македонија во Стариот век. Ова се однесува на картите каде Македонија е со егејскиот и пиринскиот дел. Сугестии комисијата има и за континуитет меѓу античка Македонија и современата македонска држава, кои содржат историски анахронизам. Добар дел од сегашниот учебник е посветен на развојот на македонската држава, што практично целосно ќе биде променето. И наместо за античка Македонија, 600 оделенците ќе учат за Тракија и тракијците. За нив препораката е наместо 6 пати да се споменуваат исто колку и римјаните и илирите. Сега Тракија се споменува само еднаш и тоа во прашална форма. Дали знаете дека Спартак било Тракија, а тракијците 5 пати во контекст на нивните односи со илирите, римјаните и античка Македонија на Филип II. Во новиот учебник ќе треба да ги има исто колку и римјаните, за подобро да се запознае културно-историското наследство во регионот. Петата препорака се однесува за представувањето на некои антички заедници каде е потребно да се земат предвид водечките тези во историографијата за нивните етнокултурни карактеристики. Во бугарскиот учебник се споменуваат само дарданците, а во македонскиот пајонците, дарданците, мигдонците, што ќе треба да се изедначи. Бугарите имаат многу помалку задачи. Треба да посветат дел за некогашните народи кои живееле на територија на Македонија, Албанија и другите поранешни југословенски републики, а исто така да го изостават делот за денешните бугарски земји, односно да се прецизира античкиот период.